Гостин во вестите на телевизија Нова е политичкиот аналитичар Александар Даштевски. Пред малку го добивме и официјалниот документ од иницијативата за нивното практично ново делување или идно делување, насловено како Македонски народен документ. Во овие вести ќе се вклучиме и во неколку градови, како например Велес, Кичево и Битола, а секако и поентите од централниот митинг ќе ни ги пренесе колешката Ивана Стојкова. Дотогаш ќе следиме што се случува на протестите како во моментов во Велес и Неготино во очекување на нашите репортери. Аналитичарот Даштевски накусо уште еднаш ќе направи еден осврт на она што денеска беше најавено за идно делување на граѓанската иницијатива. Споменавме и предмалку, пред почетокот на овие вести, продолжуваме и сега на некој начин. Иницијаторите поздравија победата за сите овие 54 дена. Велат, го победивме нивниот план за тиранскиот председател на собранието, ја победивме тиранската влада. Од сега па натаму изборите се основното барање на граѓанската иницијатива. Па тоа е се во контекст на она што го зборувавме. И ако ја погледнеме сега изјавата на што ја дадоа организаторите, ќе видиме дека тука се ставени сите делови од таа платформа, дека тие нема да се остварат, а всушност се работи за платформа која е направена после изборите, бидејќи албанските партии изборуваа, односно македонските партии на етничките албанци изборуваа дека ги имале тие делови во програмата. Меѓутоа не се потенцираа толку на изборите, но многу беше важно што македонските партии, односно македонските граѓани, не ги знаеа овие работи, иако беше тоа неколку пати потенцирано на митинзите на Коалицијата за подобра Македонија, голем дел, посебно од неутралните гласачи, не поверуваа во таа работа, дека може да се случи вакво нешто, и тие сега се најмасовни на овие протести. Гледаме непознати лица, гледаме лица кои не се партиски членови и такви изјави даваат пред вашата телевизија и пред другите телевизии. А зашто всушност се работи? Ова платформа е направена после изборите, што значи постизборна измама, бидејќи СДСМ веднаш ја прифати без резерви. И тоа доаѓа сега дека не само што е постизборна измама, туку е и уцена. Бидејќи тоа го кажаа дел од албанските политичари, нели Села рече сега е време да ги уцениме македонците. Значи сега е време да се направи ова што не би се направило во некои други прилики кога би имало друг распоред на силите во собранието. Кога би важеле оние правила победник со победник, кога една од партиите би имала барем неколку повеќе пратеници од другата, па не би било можно вакво калкулирање. Да речеме сега да има 58 ВМРО, па не може да направи влада, меѓутоа и сите други заедно па не може да направат влада. Така што тука се менуваат многу драстично работите и треба таа платформа да се стави на маса, да се стави пред граѓаните и да кажат еве вие платформата, па вие гласајте. Ако изгласаат, тогаш добро. Ако сакаат. Меѓутоа евидентно е дека платформата е прво противуставна. Значи нема тука веќе не можеме да зборуваме за унитарност на државата, бидејќи нели ќе имаме два службени јазици. Тоа е веќе биетничка држава и бинационална и воведување кантонизација, федерализација. Воведување, да. Од друга страна, самиот повод за правење на Охридскиот рамковен договор кој беше поддржан од меѓународна заедница беше нели она мултиетничност која постои во Македонија со векови и која добро функционира. Вие гледате дека во западните држави многу тешко се вклопуваат другите етнички групи. И тие живеат во гета, во своји средини, не ги прифаќаат домашното население. Се прави некоја субкултура и тие си имаат своји квартови, своја музика, своја храна, све свое и живеат на некој начин издвоено, затоа што не може да се развие она мултиетничност што кај нас и мултикултурализам што кај нас со векови се развивало и обстојувало. И сега нешто што толку векови се правило, што функционирало, што нели го надмина и оној конфликт, бидејќи тензиите беа исто така од страна, ние имавме нели на некој начин напад од надвор, од друга држава која можеше да го стори тоа, бидејќи се уште немаше ни било какво признавање од страна на меѓународната заедница. Нели после планот на Марти Ахтисари, некои држави ја признаа, меѓутоа се уште не е признаена во меѓународните рамки, односно во Обединетите нации. Така што сега тоа треба да се стави на маса и да се гласа за тоа, да кажат, бидејќи се уште 51, иако се 51, коалицијата за
подобро Македонија го представува мнозинството од македонците и од другите етнички групи во Република Македонија. Затоа вика може би треба да се прошири, бидејќи на ваков начин другите етнички групи ќе ги изгубат правата што веќе ги имаат. Што веќе ги имаат. Така што сега фактички ова треба да се стави и да биде гласано, и ако се изгласа добро, меѓутоа ова никако не може да се случи само со една партија. Значи, сите заедно треба да се договорат. Ако се работи за суштествени прашања од национален интерес, не може да кажете вие партија која победила на избори ја исклучуваме, ние имаме 700.000 гласале за нас, од тие 700.000 знаеме дека токму од тие причини, може би, иако беа криени, СДСМ доби 70.000 или 60.000 или колку албански гласови, што значи дека сепак има малциско македонско население таму, а во државата мнозинството се 65% се македонци, така што не треба да се занемари војата на мнозинството. И поради тоа се потенцира нови избори, затоа што на новите избори нема да има вакви подметнувања. Само сакам нешто да потенцирам, бидејќи гледам дека на некои опозициони телевизии тоа се поставува, па и јас каде што гостувам, значи ги поставуваат како замена на тези со платформата зашто ВМРО, ДПМН и ДУИ се договориле да речеме да хашките случаи не ги покренат. Тоа не може да се спореди со ова, затоа што ова би значило конечно редефинирање на државата и точките се така поставени да евидентна е федерализација на државата и укинување на нејзиниот мултиетнички и унитарен карактер. Значи, тоа е неспоредливо. Од друга страна, што би кажал за хашките случаи? Хашките случаи се делат против меѓународно право и против човештвото и тие не може да не се покренат. Значи, дали јас, дали вие, дали било кој граѓанин, може сега да покрене иницијатива пред суд да се покрене постапка за тие случаи, дали ќе се покрене или не, тоа е друго прашање, меѓутоа тие се дела кои не застаруваат според меѓународното право и според домашниот кривичен законник кој ги има имплементирано тие членови за незастарување на ваквите случаи. Така што тоа е неспоредливо, дотолку повеќе што ова не трае сега денеска, ние знаеме дека дојдовме до конфликтот. Цело време се ствараше една тензија со многу пароли и работи кои се однесуваа на промена на името, а после конфликтот дојде до промена на закон за локална самоуправа, каде се изгубија многу територии, во конфликтот дојде до етничко чистење, баш тоа е и дел од геноцидот, етничкото чистење, и сега знаеме дека Ливковскиот регион е етнички чиста територија во сред Македонија, а Рачиново нема ни еден македонец, иако имаше околу 1000 пред конфликтот, дека Шарпланинската област е изчистена етнички и се добија нови локални единици кои сега доминира таму албанското население. Да, доминира, а поентата беше нели соживот. Тој соживот не функционира и тоа пред некој ден и на собрание се зборуваше дека дури и во Тетово, Гостивар, некои општини кои претходно беа мнозинство таа етничка група, ги занемаруваат правата на македонците, сушто. Да не говориме за ромите, турците, власите, србите и други, туку правата на македонците. Така што ова вака поставена платформа би значила целосна федерализација, од друга страна само да докажеме, па може после да се надоврземе, дека гледаме што се случува и во регионот. Значи, Еди Рама постојано дава изјави кои се директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија и тоа во насока на федерализација. Исто така зборува и Хашим Тачи, дека македонците, дека албанците треба да ги земат работите во своите раци. Таа Месина дода претеничка да дојде во Македонија и рече дека ова или Рида не е Албанија. Значи не само дека тоа нема да се случи, туку напротив сите за градење на соживот. Да не говориме и домашните политичари како Села или други. Господин Даштевски, пред да предеме на останатите теми, а тоа е како помина денешната конститутивна седница, од кој практично и зависат, предпоставам дека следните избори. Ке ве прашам само каква разврска да очекуваме на политичката криза. Па денеска ја слушавме седницата, нели ја колку што имав можност малку послушав и сватив дека продолжува со исто темпо, може и да се случи да заврши ова точка на дневен ред и да дојде друга точка избор на председател, па дури и да се избере председател. Но не треба да забораваме една работа која постојано опозицијата која
се уште е опозиција бидејќи изгуби на изборите, ја потенцира дека наводно ќе се правила некоја насилна влада, ќе се прави влада без мандат и така натаму. Значи, дури и да се заврши оваа точка и да се избере председател на собрание, ние имаме ситуација каде што мандатот од страна на председателот не е даден. Објаснето е дека тоа е направено од правни и од политички причини. Правните ги знаеме кој е, пречекорување на роковите. Политички се поради заштита на уставниот поредок, односно унитарноста на државата. Значи, не може да се прави нешто што е спротивно на Уставот на Република Македонија, а председателот го има тоа право врз основа на член 84 од Уставот, каде што јасно пишува дека председателот на државата го определува мандатот. Имаме одлуки на Уставниот суд од 1992 година, каде што по иницијатива, уставна иницијатива поднесена од страна на тогаш ВМРО ДПМН, каде што 3 пати се дава мандат на партии, а 2 пати на иста партија, Уставниот суд одлучил дека председателот на Република Македонија има право да го даде мандатот на кого сака. И не може да правите влада без мандат, односно тоа е противуставно. Повторно ќе имаме уставна иницијатива и повторно ќе одлучи исто Уставниот суд, бидејќи не може да одлучи различно од тоа што веќе еднаш го одлучи. Можеби ако има компромис, како што нели се направи компромисот за законот за амнестија, меѓутоа тогаш се сложија сите партии. Сега главната, најголемата партија, победничката на изборите, не се слага, така што ќе покрени уставна иницијатива. До покренување на уставната иницијатива и до завршување на постапката останува старата техничка влада која беше изгласана од сите партии пред изборите. Значи, повторно се враќаме на она дека сме во една пат позиција, на мртва точка, од која може да се излезе само со договори за нови предвремени парламентарни избори, во кои ќе се решат овие прашања што се поставија после изборите, но и друга работа. Ако можевме да имаме 2 години преговори, во една ситуација кога владеачката гарнитура имаше 82 пратеника, од кои 63 имаше само коалицијата за подобра Македонија, каде што се повекуваа дека се работи всушност за наместени избори, се работи за прислушкувани разговори, се работи за 500.000 фантомски гласачи, а на крај видовме дека не е така, останаа 30.000, па и дел од тие 30.000 се запиша, некои не се запиша, кажа, кои не се запиша. Така што, значи, немало фантомски гласачи, ни еден прислушкуван разговор од 2014 година. Сите разговори се пред тој период. Така и законот за специјално јавно обвинителство вика од 2008 до 2014 година. Ако можеше тогаш да се бара и 2 години да се создава оваа политичка криза, зошто сега победникот да не побара од оправдани причини? И тоа не само ова, дека е пост изборна ова измама. Туку исто така имаме Judicial Watch кој каже тоа, дека невладини организации во Источна Македонија во ромски семејства 570.000 евра поделиле за не знам колку илјади гласачи, а знаеме дека имаше и други неправилности, значи делење на материјали, разни дрва и тоа гледавме на телевизија, нели? И плюс делење на огромни средства и невообичаено голем број на гласови од албанскиот електорат пред се од ДУИ, затоа викаат сите дека ДУИ е најпоразена партија на овие избори, затоа што остана без 9 пратеника, кои се слеја на контото на СДСМ, што никогаш во историјата не се случило, самото тоа ствара сомнеш зошто тоа се случило. Дали навистина е ветено ова што е сега постизборна измама, или ако е така, тогаш треба граѓаните објективно да одлучат. И поради таа мртва ситуација мора да сватат сите, не викам сега едните или другите, дека што побрзо се почне со преговори за формирање на собранието, за избирање на претседател на собранието. Тие ќе се договорат, бидејќи гледаме дека сега за сега ниту ВМРО ДПМН прифаќа, ниту прифаќа ова за заедничка Македонија да биде тоа председател која прифаќа тиранската платформа и има право, како што имаше право тие да бараат господинот Никола Груевски да се тргне од премиер за одржување на изборите и тој се тргна. Не мора да биде баш Талат Джафери, може да си кажат, ќе биде некој квалитетен политичар од ДУИ, бидејќи ДУИ веќе известна во сериозна политичка партија и тогаш тој условот за понатамошно одење е во исто време кога ќе се договори името, односно председателот на собранието, да се договори распишување на предвремени парламентарни избори и на редовни локални избори. Тоа би било за мене сега само тоа би било решение.
Се друго е само губење на време и враќање назад на државата. Ние гледаме дека и сега Македонија тежне без оглед на се кон евроатлантските асоциации, а ваквиот начин на работење само го отежнува тој процес. Така рекоа и првите луѓе на тие асоциации, дека што побрзо се реши тоа, толку Натре да се побрзо договориме, тие ќе ни помогнат за се што треба. Сега, да не заборавиме тука, значи имаше еден гледач рече сега, да не мислат сега на нашите сограѓани албанци дека ние нешто против нив, да си го задржиме оној соживот, бидејќи сметам дека ова дојде баш кога беа најдобри односите. Тоа дојде после избори или во текот на изборната кампања. Претходно никој не зборуваше за некои нарушени меѓуетнички односи. Ако нешто не се усвоило од Охридскиот рамковен договор, нека се усвои. Нека се усвои, не викам да не. Тоа што е договорено, не. Меѓутоа, рушењето на Охридскиот рамковен договор поддржан од меѓународна заедница, сметам дека прво ќе му нанесе штета на албанскиот кампус. Затоа што таму се точно утврдени работи кои се над меѓународните стандарди во етничките права, поддржани од меѓународната заедница. Еве гледате, имате изјави сега дека во Естонија немале ни пола од тоа граѓаните кои не се естонци, што го имаат албанците во Македонија. Така што не би требало да се бара преку леп погача, нели? Треба да се прифати реално ова и да се биде смирен, да не се оди кон некакви тензии, бидејќи тоа не води никаде. Јас сметам дека за сега овие изјави провокаторски претежно на села добро ги прифаќаат граѓаните на Република Македонија, а и пратениците добро му одговараат. Дека не може, поради неуспехот во општина Струга, тој сега да ги подгрева меѓуетничките тензии. И оно што не треба да го забораваме, што е најважно од се, значи многу е битна геополитичката ситуација во регионот. Значи гледаме дека што се случува во Албанија, видовме пред некој ден на состанокот на Европска народна партија, како лидерот на нивната десница објасни дека таму државата го поттикнува производството на дрога во Република Албанија и дека профитира од тоа. Ако е тоа така, тогаш ние навистина имаме проблем и навистина Еди Рама сака да се направи политички поени за да остане на власт, бидејќи ја нема поддршката од народот и тој треба да се занимава со своите проблеми, а не со нашите, бидејќи многу се поголеми неговите проблеми. Од прилика исто толку трае протестот, само помасовен во Република Албанија колку што трае во Република Македонија и има тука и други проблеми. Гледаме дека сега и Србија е вовлечена во тоа. Почна обоена револуција, протести секој ден, Република Српска, Црна Гора сака да го повлече признавањето на Косово поради недоразбирањето со демаркационата линија, така што мора да ги земе во предвид секогаш и приликите во регионот. Затоа што овие изјави што ги дава и Хашим Тачи... Ако не индиректно, директно влијаат можеби на она што се случува кај нас. Видете сега, вие имате од другата страна многу незгодна ситуација што, да речеме, Косово се уште не е меѓународно признаена држава. И таму се уште има неколку илјади војници на КФОР, што е сериозно опасно и за западните држави. Има ЕУЛЕКС, ова полициска мисија, и има воена база на САД. Значи, не може тоа така да пламне и да се случи. Меѓутоа, ако дојде до тоа, тоа би било многу опасно за регионот. И затоа викам, ако веќе ние имаме една кризна ситуација која трае подолго, која успееме да ја менаџираме, да останеме смирени, да останеме прибрани и да бараме решение како да ги решиме проблемите, да не влегуваме во тие сценарија кои тие ги почнаа. Господине Даштевски, Македонија и Европската Унија немаат дилеми дека иднината на Западен Балкан е во Европската Унија. Ова го возврати и премиерот Емил Димитриев, а стигна и не запира жестоките реакции по изјавата на Еди Рама ни од соседна Србија. Точно тоа, јас сметам дека се согласувам со тоа дека иднината на Македонија во Европска Унија, меѓутоа мене ме загрижува фактот дека на ваквите изјави од страна на Еди Рама, Хашим Тачи и другите политичари, сега и градоначалникот на Бујановац, иако не е толку на високо ниво, не реагираат соодветно. Значи, и НАТО, и бидејќи Албанија е земја членка на НАТО, и ЕУ, и Велика Британија сега бидејќи се издвои со Брекзит како голема сила, треба да реагираат и да барем да упадат едно соопштение да престане тој говор на национализам, односно на освојување на нови територии, што
во Европа се чини невозможно, бидејќи сигурно некој нема да гледа од страна како ќе се случува тоа. Ние не мора да цитираме никакви изјави на политичари. Ние гледаме таа карта на голема Албанија дека поминува низ Битола, Прилеп, Веле, Скопје, Куманово, што значи дека сигурно нема македонците, па и другите соседни држави да останат рамнодушни на тоа. Од друга страна гледаме дека Прешево, Бујановац, Медвеже, тоа нема муабет, за тоа меѓутоа продолжува кон Врања, Лесковац до Ниш преку Прокупле. Тоа не е случајно, затоа што од таа страна се заокружува една целина географска, поминува над Северно Косово и се спојува со Санџак. А Санџак е исто така дел во таа карта се гледа, дека е дел од голема Албанија, иако малцинството, многу малку албанци живеат таму, живеат повеќе срби со муслиманска вероисповест. Меѓутоа тоа и пола Црна Гора со се Подгорица. Ево таа карта. Така што тоа би значило вовлекување во, сигурно Босна нема да остане рамнодушна, вовлекување на повеќе држави во една ситуација која би значила навистина сериозен проблем за Европа. Ние знаеме дека уште пред десетина години во Европарламентот, Дорис Пак, која беше европратеник, рече дека без интегрирање на сите европски држави во Европска Унија, нема да има стабилност во целата Европска Унија. Тоа се случи кога беше Југославија, имаше проблеми во целата Унија и дојде до неколку кризи. Сега повторно се случува, иако не знаеме што ќе се случи во недела. Бидејќи во недела има избори во Франција, каде што Марин Ле Пен е кандидат и изборува дека ќе влезе во првиот круг, и таа е евроскептик, односно е против Франција во Европска Унија и против признавањето на Косово, бидејќи смета дека е одземено спротивно на правилата на меѓународното право. Така што не очекува еден период каде што треба и да видиме како ќе се одвива геополитичката ситуација, бидејќи јас сметам дека се уште оваа ситуација на Балканот не е на дневен ред на председателот на САД Доналд Трамп, бидејќи гледаме дека таму огромна флота на носачи на авиони, фрегати, разорувачи, корвети и така натаму се движи кон Северна Кореја. Тоа е најчувствителен регион во светот, бидејќи тука се во едно кругче, што се вика, така да кажеме, Јапонија, Јужна Кореја, Северна Кореја, Кина и Русија, така што тоа може да биде многу посериозно. Исто така не е за подценување и многу позначајен регионот Средниот Исток, односно Сирија, Ирак, Турција, каде што гледаме дека не се одвиваат работите баш најдобро и тоа му е број 2 на неговата агенда. Така што не знам како ќе се постави спрема Балканот, да се надеваме дека ќе се постави позитивно и дека нема да дојде до вакви нарушувања на мирот, бидејќи ваквите закани само тоа може да значат. Меѓутоа, јас сепак сметам дека Еди Рама ги дава овие изјави најмногу поради неговата лоша ситуација во државата од каде што потекнува, затоа што таму имаме сериозни протести, најголемиот дел од народот не се согласува со негова политика, лидерот на десницата рече дека државата е вклучена во бизнисот со наркомафијата и дека профитира од тоа, дека директно е вклучена во обезбедување на тие плантажи со марихуана, со дека произведува и хероин и така натаму, а од тоа доаѓаат големи пари, дека десетици илјади луѓе се вработени таму, и рече дали тоа Европа на своето тло би го дозволила. Така што многу му е тешка ситуацијата и јас сметам дека тој не само што сака да направи поени политички за изборите, кои можеби нема ни да се одржат, бидејќи сега не се прифаќаат условите на опозиција како што кај нас се прифатија сите можни и неможни услови. Од СЈО до, не знам, 2 пати одлагање, до прочистување адхок тела, формирање за медиуми, така, ништо не се прифаќа таму. И затоа сметам дека тој е принуден на оваа реторика за да направи некои поени како некој лидер на албанците во регионот, што не е добро не само за Албанија, туку и за целиот регион.